Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мои денешни гости се новинарот Дејан Андоновиќ. Добро вечер. Добре дојде. Безбедносниот експерт Владо Јовановски. Добре дојде. Добро вечер, добро најдов. Темата е Украина, она што се случува денеска. Илјадитиот ден од војната беше одбележан со првиот напад со ракети со долг дострел. Андоновиќ, што треба во превод да значи ова? Има повеќе теории во оптек, опипување на пулс, провокација, или пак можеби трета светска војна, вели некој? Да го цитирам State Department, од кој утринава рече нема никакви промени во американската политика. Ова што им дозволивме да пукаат со ракети од американско производство е само корекција на веќе постоечката состојба, или во превод тие малку како да намалуваат тензијава, бидејќи се дигна тензија. Трета светска војна, ако стрелате внатре во Русија, ќе ви возвратиме со нуклеарно оружје. Јас имам една друга теза за ова. Ми се чини дека Бајден во заминување, но сепак има уште 2 месеци, неговата администрација мора некако да го означи својот мандат. Јас лично мислев дека тоа ќе го направи со некаков напад на Иран, но со потпишувањето на безбедносниот договор помеѓу Москва и Техеран и Москва и Северна Кореја, нападот врз двете преостанати држави од доската на злото, оценети од администрацијата на Буш по младиот, нели, Ирак, Иран и Северна Кореја. Ирак падна, Садам Хусейн остана, Иран и Северна Кореја, кои когаш тогаш сад планираат, нели, да го дисциплинираат. Паѓа во вода, бидејќи онива се безбедносни договори, и нападот врз Иран или врз Северна Кореја би бил као да е нападната Русија. Сега зошто да отвараат нов фронт? Еве го ја имаат Украина, Русија сама влезе во таа агресија, војна, напад, специјална операција, како и да ја наречете. И сега украинците под превезот имаат право да се бранат. Дели ова оружје им дозволува да стрелат длабоко во украинска територија. Но според мене ова е повеќе удар на администрацијата на Трамп, кој за 2 месеци кога ќе дојде, нема да може така лесно да го исполни главното предизборно ветување, да се изразам по балкански, дека веднаш кога ќе стапи на претседателската функција, ќе стапи мир, односно Русија и Украина ќе престанат да војуваат. Така. Владо, според тебе што се случува во Украина во моментов? Да, од првика можам да се согласам со соговорникот во еден поголем процент, ако процентуално изразуваме. Може би имал да додадам некои работи во смисол дека заминувањето на демократите од власт во Америка не е само губење на политичката моќ. Тоа е губење на цел еден синџир на начин на живот, на однесување и така натаму. Зад нив стојат огромни транснационални компании кои веќе имаат тендери за обнова на Украина. Тоа значи губиток на огромни профити, бидејќи сега тендерите веројатно ќе ги добијат некои други, ќе се поништат можеби официјалните или неофицијалните договори за овие тендери, ќе ги добие некој друг. Втората работа е дека со истрелувањето на овие ракети, што се случи денес, практично продолжува или е обид да продолжи огромната потрошувачка на воено оружје и опрема, која пак е поттикната од огромната сила на воено-индустрискиот комплекс која ја врши врз раководството на САД, бидејќи ако војната се продолжи за уште некој месец, ќе се потроши уште огромен арсенал на оружје. Тоа ќе значи уште поголем и огромен профит за другата страна. За време на подготовките за емисијава, вие најавивте дека ќе зборуваме за геополитички прогнози, дали ќе се случи употребата на овие ракети или нема да се случи. За жал, ние веќе сега се соочуваме со друга прогноза која е катастрофална. Ние сега веќе треба да зборуваме дали Русија ќе возврати со некаков воен арсенал, што би било, се разбира, трагично и се разбира, јас длабоко жалам што сите ние, граѓаните на светот, сме доведени во ситуација да стрепиме дали некој паметен ќе се најде да издаде таква наредба. Ова еден коњички офицер за Првата светска војна
Мислам дека бил од Прусија, од Австро-Унгарија, не знам точно. Откако започнала Првата светска војна, после првите денови рекол ова е срам за човештвото. Ова е лудило, колективно лудило на светот. Луѓе изгорени од болка умираат во кал. Ова ли си го дозволи човештвото? Иако тој бил офицер и на некој начин бил подготвуван за воени действија и така натаму, меѓутоа сепак сватил колкави размери предизвикала таа големата војна, така наречена Првата светска војна, колкави размери на човечки страдања. Ние денес во 21. век се наоѓаме во ситуација да размислуваме дали се безбедни нашите семејства. И навистина јас велам ова е голем срам за човештвото. Дури можам да кажам голем срам е и за мене, затоа што јас сметам дека секој интелектуалец треба да се обиде да го поправи светот во кој живее, а јас не сум успеал, туку светот го доведовме во состојба да стрепиме дали некој ќе донесе некоја луда одлука со што ќе уништи и минатото и иднината и така натаму. Навистина го доживувам како тажна состојба во која се наоѓаме. Тажна, срамна за сите интелектуалци на светот. Така, Владо, како што кажа Дејан, ние договарајќи се деновиве за емисијата, сакавме да искоментираме дали, не дај Боже, ќе се случи такво нешто и зошто се случува тоа со најавата дека воопшто ќе се даде дозвола, која што утрото убаво кажа и ти, Стејт департментот демантираше, не била донесена. Не, он го девалвира као, па нема ништо ново, ние само корекција правиме на нашата одлука. Па ајде први од почеток, ми се чини дека секој нешто малку се разбира во војна и во воени работи, значи многу постручни од мене, ако ништо друго, знае дека изненадувачкиот фактор е најважна работа. Беше најавено, од денеска ви даваме дозвола да гаѓате 300 км длабоко во руска територија. Значи факторот на изненадување исчезнува. И второто, она што го зборувам јас и се надевам дека сум во право, а тоа е, јас мислам дека нема да дојде до нуклеарен удар. Зошто? Бидејќи целта на секоја војна е да победите. Сега, ако ја земеме под предпоставка Русија и заканите дека ќе возврати на нуклеарен напад со нуклеарни ракети, логиката вели вака: ако почнат они со нуклеарен напад, ќе им биде возвратено, немаат само они на планетава, има други, а кога ќе дојде до нуклеарна војна, никој нема да победи. Која е логиката тогаш да водите војна, ако знаете дека у старт губите? Сега, веројатно ова заплашување со тоа стратешко, со тоа тактичко нуклеарно оружје, кое за гледачите кратко да објаснам, има разлика, тактичкото е помало, не е регулирано со меѓународни програми и договори, помалку има разорна моќ и помалку има ширење, но има голема убиствена моќ. Тоа е тоа оружје кое Путин наводно, според вестите што ги добиваме, го ажурирал протоколот за употреба, значи во случај на самоодбрана. Сега што е самоодбрана? И тоа не знаеме. Дали е самоодбрана Курск, кој им е веќе анектиран од украинците, или Москва? Дилемата е тоа. Од друга страна, нели, стратешкото е далекометно и не би го коментирал. Но Путин мора нешто да им каже на западњаците, дека, односно Кремљ, дека ако вие им дозволувате да гаѓаат вака, и ние ќе гаѓаме. Кај ќе гаѓаме, ние ќе одлучиме како ќе гаѓаме. Но мене ми се чини дека ова е се една војна на зборови со закани и мерење на сила, кој прв ќе попушти, од една страна кој ќе се повлече, и од друга страна, што колегата го рече, што многу ме плаши, е кој ќе биде помалку лабилен. Во сите тие луѓе кои генерали, кои познато е дека генералите најмногу се плашат од војна, но меѓу сите генерали има јастреби, или убаво речено јастреби, или луѓе кои не размислуваат со здрав разум, како што размислуваме ние, што сега го зборуваме. Секогаш и во историјата имало некој што можеби преземал некоја таква луда работа и направил, не дај Боже, последица кои сме ги гледале по војните, но како што иде технологијата, последиците се поголеми. Да скратам, мене ми се чини дека ова е само една војна на зборови, војна на информации. Го слушав пред малку поранешниот председател на Русија Медведев, кој е задолжен за она реторика да го вреѓа Бајден, нели? Бајден ќе замине од планетава, нели, ќе почине и сака да повлече дел од човештвото со таа одлука, но мене ми се чини она што токму вие го зборувавте, а тоа е дека и во Трамповата администрација има барем 2-3 ново назначени секретари
не можам да им кажуваме мињата, бидејќи ништо не значат за нашите гледачи, кои се како поврзани со воено-индустријскиот комплекс во САД и на кои многу им одговара да продолжи некаков тип на војна. Наспроти Трамп и неговиот подпредседател кои сакат веднаш да запре војната во Украина, но веројатно имаат некои други пресметки. Ќе видиме како ќе биде. Уште 2 месеци Бајденовата администрација на власт. Тоа значи дека едно од тезите е дека можеби сака толку да ја закомплицираат состојбата, да кога ќе дојде републиканското мнозинство и во Сенатот и во представничкиот дом, да не забораваме, не е само Трамп. Тие контролираат се. Можеби ова е една од тезите дека Бајденовата, односно демократите, ќе им направат таква состојба да овие кои ќе дојдат на 20 јануари нема да може да ги исполнат оние предизборни ветувања. Како СДСМ само што испразни целиот буџет и остави до аналогија... јули да има плати, па ајде снаоѓете се како што знаете, ама некој ги цафркна. Ова особено што Трамповите, барем ја што го следам, сите оние убаво што звучат ветувања, у старт се паднати во вода. Едно од ветувањата е мировниот план за Украина, ќе подсетам гледачите, замрзнување на фронтот до 1200 километри линијата, значи Донбас, Луганск, Донбас, Луганск, Херсон и Запорожје и Крим остануваат освоени, значи 20% територија за Русија, но од друга страна па ако не го ослободат Курск, украинците по тој план ќе го наследат Курск. И тоа сигурно не ја одговара на Москва. Тоа е прво. И второ, ова што се случува со ракетиве, во старт одлуката на Бајден да му дозволи, ајде ќе го симплифицирам, да дозволи употреба на далекометни ракети на 300 километри како доаѓа, тие Акмакс или како се нарекуваат веќе, автоматски му го срушија планот на Трамп кој планираше да го спроведе на 20 јануари кога ќе дојде. Идентично и за планот за Блискиот Исток, ама можеме подоцна да збориме, каде што овие денови додека се занимаваме со овие нуклеарна војна има или нема, вестите ако ги погледаш во Газа и во Либан, поголем број на загинати има него што имаше пред неколку дена кога не беше прва вест на тикерите. Така да сега е засенета и паѓа и тука у вода планот на Трамп, само кратко ќе кажам, кој предвидуваше Израел да прогласи победа над Хамас и Хезболах и така да заврши војната. Во доколку е возможно се тоа што се случува да биде всушност и една работа која што се вика засилување на позициите на Украина, бидејќи беше интересно, Европската унија најави план напролет за обнова на Украина, како ќе обновува земја која што е во војна. Од друга страна се појавува Лавров и вика едва го чекаме со нетрпение мировниот план на Трамп, дали во иронија или не, нели сепак Зеленски излезе пред ова со бомбите, односно со ракетите, да најави исто така дека имало потреба од мир, некако се спушти топката и најавите во превод од сите страни се дека ќе дојде на пролет нешто што ќе се вика мир, бидејќи очевидно дека ова нема поента веќе како се води оваа војна, претпоставам за едната и за другата страна. Колку ова всушност е пред тоа можеби примирие, некој да си ги засили позициите, односно да ги засили позициите на страната која што ја протежира во овој случај Америка на Украина. Добро рече и соговорникот дека всушност секоја војна завршува со мир. И нема логика зашто војната воопшто и да се започне. Меѓутоа, сега сме тука каде што сме и да, Бајденовата администрација има уште полни 2 месеци, јас мислам, така? Да, до 20 јануари. Да направи големи, огромни проблеми и на Зеленски, на Украина, бидејќи според мене цехот на цела оваа земја војна го плаќаат украинските граѓани, а всушност тоа е војна помеѓу Истокот и Западот. Воопшто не е војна помеѓу Украина и Русија, во некој теоретско-филозофски смисол гледано, а и реален, практичен. Така да, со тоа ќе постигне и ослабнување на Русија, бидејќи војната не завршува помеѓу Истокот и Западот со доаѓањето на Трамп или со заминувањето на демократите од власт во Соединетите Американски држави. Тоа е војна која трае со векови и која нема изгледи да биде наскоро запрена. Што се однесува конкретно до случувањата во Украина,
Да, тие водат кон некаков мир, во кој ќе се обидат и двете страни да бидат прогласени за победници. Ево ќе подсетам, Југословенската народна армија од Косово не се повлече, туку се дислоцира, ако се сеќавате. Така, дислокацијата требаше да значи дека се дислоцира, не значи дека нема да се врати. Со можност да се врати беше. Со можност да се врати. Војно-техничкиот договор у Куманово тоа предвидуваше. Тоа беше само бомбона за српскиот народ и приврзаниците да полесно го проголтаат жешкиот костен. Така и овдека веќе многу настраданата Украина ќе биде прогласена за херојска држава, украинскиот народ ќе биде прогласен за херојски народ и така натаму. Русија ќе биде и понатаму нарекувана монструм и така натаму. Меѓутоа, и Истокот и Западот ќе остварат одредени цели, а единствениот губитник ќе биде Украина. Да, предвидувам дека на пролет негде ќе се случи тој долго очекуван и посакуван мир, токму на овој начин. Бидејќи мора да се даде некој излезно решение на Зеленски, не може едноставно да му се одземе територијата и да биде све во ред, сите среќни и задоволни. Исто така и Русија веројатно кружеше во јавноста или негде по интернет некој план од Трамп кој предвидуваше чинам 20% од територијата. Толку колку што е освоена, 20% држи од украинска територија руската армија во моментот со таа линија од 1000 од Херсон до горе до Харкив или како му доаѓа веќе. И сега потполно сте во право кога велите дека Зеленски се надева дека доколку завземе поголема територија или ослободи поголема територија од, според мене, окупираната, тоа е чиста воена окупација, нема оправдување за такво нешто, доколку ослободи некој од тие области, дека и ќе успее и да ги задржи. Всушност, пак ќе се случи мирот ќе се случи така како што ќе одговара на Истокот и Западот, така како што ќе се договорат Истокот и Западот, а не Украина и Русија. Сепак, за мене е катастрофално што останува можноста да исто така прогнозирам дека нема да биде употребено ниту тактичко, нити поинакво нуклеарно оружје, иако доктрината на детеренс или одвраќање значи дека Русија поседува нуклеарно оружје и таа ќе го употреби доколку се почувствува загрозена. Односно, тоа оружје служи за одвраќање на непријателот да премине некои црвени линии. Со тоа што денес тоа се случи. За жал. Па не само денес, извине тоа што ќе се убацам. Мене ме малку чудно од моја гледна точка, ќе се согласите вие. Ние изминативе неколку месеци ни беше нормална веста дека дека е стрелано врз Киев, зборувам се за главните, но и врз Москва. Па кога било гаѓа на Москва, освен после Втората светска војна, прв пат е Москва. Ние секој втор ден бидејќи ја работам таа работа, имаме вест дронови паднале ваму, паднале таму. Тоа не е ли е напад на Москва? Тука не ли се они загрозени? Зборувам, тоа е релативно што е загрозен. Затоа и велам, мислам дека мора да им покаже на светот, ние имаме нуклеарно оружје, но не верувам дека некој ќе го употреби. Тоа не води никаде. Ако го употребат, ќе им биде вратено, а целта на војната е да победиш, а не да загубиш. Вака губи целиот свет. Но мене нешто друго ме секира, јас бидејќи сум новинар, па без прашање ќе одговорам. Денес имаше една изминативе 2-3 дена има еден процес, се нарекува Грузија. Абхазија, тоа е поранешна Советска република, каде што недавно имаше избори, каде што победи проруската грузиски сон, каде што има протести во Тбилиси, каде што проевропските сили се обидуваат да го оспорат изборниот резултат. Централната изборна комисија нивна вчера официјално излезе, ја потврди победата и имаше протести. Денеска цел ден имаше таму во Тбилиси
она буквално речено лаички тепачка помеѓу демонстрантите и полицијата, и тоа не помина така многу битно во светот, па и кај нас, а во исто време во Абхазија, тоа е проруска област во Грузија одцепена 2008 година, имаше интервенција Русија воена, каде што за 24 часа ги окупираше Абхазија и Јужна Осетија, а тогашниот председател Саакашвили, сам мислам дека е во болница завршен за ментални болести, падна председателот и премиерот поради протестите на тамошните граѓани кои протестираат поради блиските врски. Да. И сега Молдавија е тука, Грузија као руско влијание, руска сфера на интерес, можеби Западот, зборувам, тие сили, додека Русија е нели преокупирана со овие сите работи, во меѓувреме почнува да му ги чепка оние интересни сфери. Молдавија знаеме дека сака има еден дел од Молдавија која сака да оди кон Европа, Европска унија, НАТО, има и дел во Грузија. Мене ми се чини дека можеби војната во Украина ќе се смири, после сево ова, но стравувам дека судирот помеѓу Истокот и Западот, борбата на геостратешките влијанија ќе продолжи. Планот на Трамп не е тајна дека е Кина следниот непријател и дека планира со неа да војува на поинаков начин, значи не на боено поле, него економски, како што тоа го покажа пред 8 години, но времето се смени, светот е сменет, луѓето се сменети и Трамп е сменет. Не исклучува можност се ова да продолжи. Не е променет. Хибридните војни траат. Ти си автор на книга посветена токму на хибридната војна. Јас бев во Украина за време на Портокаловата револуција, бев на изборите кога Јушченко и Јануковиќ. Првата или втората? Првата, многу одамна пред Мајдан и сите тие работи што се случија лошите. Тогаш беше на ниво не се сакаа меѓу себе, мафта со Портокаловите нели знаменца го труја Јушченко, па потоа победи Јануковиќ на регуларни избори, па им го секнаа нели нафтата, гасот, русите во меѓувреме и сето тоа, но хибридната војна резултираше на крајот, за жал, со ова што резултираше во Украина, а беше постојано години, децении, нели хибридна војна. Предпоставаш, мислам, и натаму трае, предпоставам. Украина е поделено општество, имаме руско население, проруско, прозападно, украинско, како и да. Хибридната војна е перманентна војна. Како термин се воведува пред 10-15 години. Значи војување со комбинирана употреба на воени и невоени средства, при што невоените средства имаат предност. Воената компонента се употребува како крајна, во крајен случај. И се покажа дека таа војна, тој начин на војување, знае да биде далеку поефикасен од конвенционалната војна која предизвикува многу разурнувања, многу жртви и така натаму. Војната компонента имаше шанси да биде исфрлена од идните војувања, да не беше толку силен воено-индустрискиот комплекс, на кого не му одговара да се војува со политички, економски, пропагандни средства и така натаму, а тие произведуваат огромни количини на оружје. Како и да се вратиме на Истокот и Западот, јас и во мојата книга опишувам и тврдам дека всушност украинското општество заборави да гради украински идентитет. Тоа градеше идентитет прозападен или происточен, правеа шарени револуции за да го соборат Јануковиќ, за да доведат проевропски сили, кога видоа дека се тоа криминалци обични кои го трујат и разурнуваат општеството, си заминаат тие, направија повторно избори, победи проруска струја, видоа дека и тие се криминалци, направија после револуцијата револуција, го соборија, да кажеме, происточно ориентираниот режим и стигнаа до ова што е денес. Затоа велам и во Македонија, кога размислуваме и кога си лепиме етикети дека си ти происточно или прозападно и така натаму, јас било кој, соговорникот и така натаму, забораваме да бидеме промакедонски ориентирани. Украинците не успеа да изградат таков идентитет, да се изградат општество во кое ќе се валоризираат граѓански вредности, општество кое ќе оди напред со економски развој, интелектуален развој и така натаму. Цената
ја плаќаат ден денес. сега. Секогаш предупредувам, хибридната војна е војна која се води под опсегот на радарите. Таа не може да биде лесно откриена. Таа се води низ форма на политичка помош, економска помош, пропагандно-психолошка војна е, која продира длабоко во менталната хигиена на секој поединец. Во денешно време немаш поединец кој може да каже дека е ментално чист. Сите сме многу подложни на разни влијанија. И на тој начин таа е војна која се води за срцата и душите на граѓаните. Таа е војна која го сака само твојот глас, да гласаш за некој си про ваков или про таков и така натаму, а сето тоа го правиме додека општествата ни тонат во криминал, организиран корупција и така натаму. И се доведуваме до состојби какви што се доведе Украина, за жал. Многу добро спомнувате уште една светска трагедија која се одигрува пред нашите очи. А која е под радарите сега? А која некако Дефокусирана е, маглата е под пуштена, радарите. да. Така. Таму гинат цивилни лица секојдневно, веќе не се ни знае бројот, гинат невини жени, деца и така натаму, а ние ево дебатираме по емисии. До каде не доведува, не замолча и нас. Не можеме да постигнеме. Јас кога ги го видам од тикерите од Савајле, видов дека Израел го нападнал Либан, видов дека Турција ја нападнала Сирија и тоа нака нешто што во некое не баш одамна време било не само вест, туку бил инцидент. Зашто ти гаѓаш друга суверена држава, независно која и каква. Ден пред 1000 дена, јас и ти седевме во ова студио и изборувавме за почетокот на украинско-рускиот конфликт. Се сеќавам на една работа која што каже и која што испаѓа така дека оваа војна ќе трае до последниот украинец. За жал и за среќа, не за жал, за среќа нема да дојде, предпоставувам, до тоа, затоа што очигледно нема веќе толку украинци кои што сакаат да војуваат, исто како и во Русија има проблем со регрутацијата, па регрутираат дали од Северна Кореја, има врие во украинската војска странски легионери или што веќе не, и тоа е јавна тајна. Ама и тие ги снемува, бидејќи тие со толку мозок што се ги снемува, бидејќи го нема. Но еве, она што го зборувавме и со Владо, очекуваш конечно крај на оваа ситуација, она што индикативно или не, но сепак се пројавува, најавува по милиарда канали различни за пролет. Па вака сега кажам у старт, очекував дека ќе биде до одлукава на Бајден. Зошто велам оваа одлука на Бајден како да се обиде да ги сруши плановите кои па Трамп ги најавуваше. Верувам дека тие политичари се доста умни, па имаат и некои резервни опции кои не ги кажуваат во јавноста. Војната ќе мора да запре, но работата дали ќе биде замрзнат конфликт, што е лошо, бидејќи така запре. Еве го гледаме Израел, замрзнат конфликт од 48-ма, малку некој ќе го одмрзне по потреба. Така? И доаѓа до војна. Ќе запре војната, но јас стравувам дека судирот ќе продолжи, бидејќи гледаме најави. Ова со Грузија и Молдавија го споменав она околу НАТО. Сега, значи, тоа е една голема, околу Балтикот, тоа е една голема тема геостратешка. Цело време се стрела Одеса, третиот по големина украински град, кој е најголема пристаниште во Црното море, кој е во Украина. Но се нагласува дека таму живеат руси, дека тоа било руски град. Се нагласува во таа хибридна војна што вели колегата. Па тоа била на Катерина Велика, па она се преюдицира дека русите можеби би излегле на Одеса и на Дунав да се спојат со оваа Молдавија што ја спомнувам, каде што е Приднестровје, која енклава руска во Молдавија, каде што има 1200 руски војници и неколку огромни магазини со оружје за кои се вели дека ако се минираат ќе имаат поголема 4 пати поголема јачина од нуклеарната бомба во Хирошима фрлена 45-та. Зошто го велам тоа? Излегува Патрушев, рускиот висок безбедносен функционер, беше на ФСБ валјда директор, завчера и вели Русија мора да преземе мерки НАТО езерото, кое го нарекуваат Балтикот, бидејќи со влегувањето на Финска и Шведска, единствено Русија на Балтичкото море не е во НАТО, другите се сите во НАТО. И сега, русите имаат потреба да влезат во тој дел таму,
Одеса, за да го заштитат Крим, бидејќи овака геостратешки, кој ќе видиш, Крим е пак на тацна. Да, он е под Русија, но морските патишта и морнариците можат на НАТО да стоят тука и да го загрозуваат. Зошто го велам ова? Геостратешки да се замрзне овој конфликт, ќе пукне негде другде. Бидејќи не е решен проблемот. Проблемот е сега кој е проблемот? Значи сега се решаваат последиците, а не проблемот. Проблемот ќе видиме кој е, бидејќи судирот на Русија и Украина е братоубиствен, да не се лажеме. Искористен. И онаа теза која ја постави од првиот ден западните политичари беше Украина не смее да загуби, Русија не смее да победи. Па сега дај да размислиме како тоа ќе го решат. Се повторува повторно хибридната војна приказката од она што го знам и она што го имам читано Ноам Чомски, Чемерна жетва, 29-та, 33-та, 5 милиони руси умираат од глад во најголемата житница. Значи, во превод Сталин е целиот проблем. Белјата има направено, тој има потепано еден куп украинци, неинтелектуала, деца, се појавувале банди што тргувале со човечко месо, а житото скапувало затоа што не можеле да го фасират. Се вадат од под тепих старите грди работи, тоа се случуваше и во Југославија меѓу србите и нели хрватите, па тие се мразеа, испадна на крај дека не било баш така приказката. Секогаш некој ќе вади нешто, а најчесто на национална база за некој нешто што направил, па пред 3 века, 5 века, 10, нели, ќе го извадиме тоа, ќе го злоупотребиме за да расшириме меѓу етничка нетрпеливост, да направиме омраза и бум, многу лесно пука тогаш работата. Хибридната војна е многу сложена стратегија, многу комплексна и е стратегија за многу образовани, широко образовани експерти кои ги користат или во секое општество ќе ги најдат вистинските слабости, ќе ги активираат тие слабости за да ги придобијат граѓаните на своја страна. Практично пешадија во хибридната војна се граѓаните кои низ обликот на шарена револуција или слично ќе излезат на улиците, ќе го срушат постоечкиот режим, дека се пиони нечи. Ќе донесат режим по избор на големиот брат, сценаристот кој е зад сцената и кој ќе ги исполни нивните геополитички интереси. Тоа е голема умешност, голема перфидност е исто така. Да, познато ми е тоа што го спомнувате за жетвата и така натаму. Меѓутоа, такви причини секогаш и секаде можат да најдат. Ние како интелектуалци мора да работиме на тоа граѓаните да постанат поотпорни на таквите труења. Во спротивно, тие протагонистите на хибридното војување секогаш ќе наоѓаат плодна почва. За жал, човештвото од правобитното општество до денес има огромен техничко-технолошки напредок, меѓутоа, ако може така да се каже во некој психосоцијален смисол, практично не сме помрднале од појдовната точка. Зошто? И во минатото, во многу далечното минато, војните и човечките страдања се случувале заради егоизам, заради љубомора, заради злоба, заради пакост, заради алчност, ненаситност и така натаму. Истото се случува и денес. Значи, еден огромен дисбаланс во напредокот на човештвото помеѓу техничко-технолошкиот фактор и емотивната стабилност на човекот како суштество. Затоа јас на почетокот на емисијата реков дури и јас се чувствувам виновен што на некој начин не сум можел да спречам вакво лудило како што којничкиот офицер ги опиша сцените од Првата светска војна. Денес катастрофата ни е пред врата, уште поголема, а и јас можеби недоволно сум допринел сето тоа да не се случи. Секој од нас, да. Хибридната војна е перманентна, таа секако дека ќе продолжи. Да, се согласувам, секогаш најслабите точки се некоја замислено и реално не е битно руско малцинство кое живее во Молдавија, кое е наводно угнетено, чии права се
кои бараат поблиски врски со Москва. сакаат поблиску да бидат со Москва и така натаму. Ако се сеќавате, нашиот прв председател Киро Глигоров рече дека доаѓаат моменти кога ќе дојде до културно обединување на македонците. Тоа го кажа на многу културен начин, на многу немилитантен начин и што е вистинет. Значи, со влегувањето во Европската Унија, контактите помеѓу македонците од Пиринска, од Егиска Македонија, од Вардарска Македонија ќе се зголемат, ќе можеме заедно да твориме послободно и така натаму, меѓутоа да напредуваме како човештво, како Европа, како држави, како луѓе во еден вистински правец. Гоце Делчев рекол дека светот го разбира како поле за културен надпревар помеѓу народите. За жал, испаѓа дека таа негова мисла е утопистичка, дека јас лично се повеќе и повеќе губам надеж дека некогаш тоа ќе се оствари, иако никогаш не се откажувам. Ке имаме уште разговор. Само сакам да додам, можеби таа мисла уште човечкиот род не е дораснат за да може да ја исполни за културен надпревар. Уште надпреварот не е културен. Така имаме и сопки од сите страни, спречувањето на тие културни врски меѓу народите, меѓу македонскиот народ, клепало не се отвара Маркова нога толку години, знаеме зошто, сите тие работи од нашиве прекрасни ни соседи. Ке зборуваме за реакцијата очекувана од Русија, ке зборуваме за она што се случува и на Блискиот Исток, имаме уште теми за отворање со нас Дејан Андоновиќ и Владо Јовановски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против, нашата тема е Украина, случувањата таму, првиот напад со ракети со долг дострел и она што се случува меѓу Украина и Русија. Владо, она што го очекува целиот свет и кој што го коментиравме во првиот дел, што мислиш каква ќе биде руската реакција, бидејќи од една страна ова може да е провокација за да тие го направат она што да не се лажеме го правеше и го прави и ден денес Израел, а тоа е рамнење. Нели, буквално на се што е пред нив имаат наоружување, може да го направат тоа и мислам дека она што се случи овие 1000 дена војна до денеска не е случајно 1000 дена, бидејќи се одеше не така да не се руши се, туку да се оди постапно без колатерални штети премногу. Првиот ден во израелската војна, израелско-палестинската, имаше повеќе загинати деца отколку до тогаш кога започна, нели, 300-700 дена од украинската криза, сега се многу повеќе. Но еве, што очекуваш и како очекуваш да реагира Русија, бидејќи чепната е мечката, нели, како што викаат, како ќе реагира мечката сега? Навистина е многу тешко во геополитиката да се даваат некои такви предвидувања, бидејќи за разлика од природните науки, каде што точно може да се предвиди дека ако споиш два молекули од водород и еден од кислород, ќе добиеш вода. Ако водата ја загрееш на 100 степени и почне да ја оставиш да врие, ќе премине во гасовита состојба, течна во гасовита и така натаму. И таму се во прашање природни закони кои не се менливи, кои се постојани. Во општествените науки, како што е геополитиката, е многу тешко. Вистински геополитичари избегнуваат да дадат прецизни прогнози, затоа што има многу непознати фактори кои влијаат на процесите. Како еден од непознатите фактори се и личности поединци со огромен авторитет во некоја област. Бидејќи јас не верувам дека само председателот на Русија е задолжен да донесе одлука или овластен да донесе самостојна одлука дека ќе биде употребено тактичко или, не дај Боже, уште посилно нуклеарно оружје. Верувам дека постојат некои процедури, процеси и така натаму, меѓутоа исто така целата демократија е игра на влијанија. Разни лоби групи, лични интереси, лични психички карактеристики можат да предизвикаат огромни катастрофи. Бидејќи немаме многу долго време, ова е тема која пружа огромни можности за разговор и бара многу време. Ако би правил некоја градација, дали ќе биде употребено
или на кој начин од страна на Русија ќе биде возвратено, иако ако гледаме од друга перспектива, може би да, во смисол ќе биде понижена Русија доколку не одговори, внатре во самата Русија ќе бидат изгубени одредени политички поени на сегашната гарнитура, ќе биде наметнато чувството дека досега имаше чувство дека рускиот граѓанин е безбеден, силен, никој ништо не му може и така натаму. Сега тоа чувство ќе биде нагризено и сето тоа води кон реакција која би се рекло дека да, ќе возврати. И јас велам дека да, ќе возврати, меѓутоа очекувам дека тоа возвраќање нема да биде сериозно. Ќе бидат селектирани некои си цели, нема да биде употребено тактичко нуклеарно оружје, ќе бидат некои соодветни ракети пандан на овие што се против нив употребени и така натаму. Ова го заснимам повеќе на надеж отколку на реални факти, бидејќи не се надевавме и дека Украина нема да ги испука ракетите. Да, точно и така и искрено да ви кажам, јас дури навистина очекував дека нема да ги употреби. Да, јас се изнервира денес како дознав зашто ова не оди кон добро, за жал. Дејан мечката е чепната. Како ќе игра на нерви, мислам, игра на нерви. Сега во интерес логиката вели вака, во интерес на Украина е што повеќе да стрела, за да се подобри преговарачката позиција која ќе им се случи на 20 или 21 јануари, не знам сега точно, која ќе дојде новата администрација. Од друга страна, ова ќе биде игра на нерви од страна на Русија, која е многу свесна дека не сме да биде испровоцирана, да не направи нешто, за посепа да не може да отиде, да дојде до лавина на насилство, спирала на насилство, која може да донесе до целосен колапс, како што реков и у почетокот, на никој нема одговара да има нуклеарна војна, ако овие истрелат, овие ќе им вратат, тоа значи дека никој нема да победи у војната и нема да можеме се надеваме на мировен план. Значи, мислам дека Русија ќе го направи оно што го направи утринава, како и Украина. Украина истрела имено 5 проектили Аркмакс, така наречени, сега ако го грешам името, дека не ми замераат гледачите, бидејќи не сум војник, па да ги знам. Значи 5 од кои една дека погодила. Една погодиле Панцир и не знам како се вика другиот, С-400, тие долго фалени противракетни системи за кои ние обичните луѓе, ние шпанско село што е тоа. И веројатно тоа така ќе се игра и се согласувам дека можеби ќе стрелаат врз одбрани цели, што значи дека секое паѓање на проектили во населени места ќе прави негативен одиум во светската јавност. Сега и тука има манипулација, како што рече хибридната војна, може да се прикажуваат, а тоа го гледавме и у војните во поранешна Југославија, каде што еден настан се прави дека е сасвим друг настан, па да отиде во јавноста, се сеќаваш, некој не ги нарекувам, во војна е се дозволено, а војната таму трае и сето тоа така ќе трае да се купи време и што повеќе подобра преговарачка позиција за кога ќе седнат да преговараат, добијат што повеќе од оваа војна, бидејќи во оваа војна сите загубија најмногу човечки животи. Само да докажам, стрелањето врз руските градови малку му помага на Путин, бидејќи ако до вчера луѓето во Москва сметаа дека таа војна не е тука, не е наша, сега кога ќе почнат да им паѓаат ракетите во поголеми руски градови, ќе се развие патриотизмот, па и полесно може да ја спроведат мобилизацијата. Ова е Украина, приказката е така каква што е, она што ја засенува целата работа е она што се случува на Блискиот Исток, таму и по доаѓањето на Трамп најавите се, а реалноста на поврзаноста на Америка со Израел е таква и го налага тоа. Претпоставам дека нема да се промени нешто посебно таму. Можеби Украина и ќе се промени, но Израел и Палестина и Либан и целата таа приказка нема да се менува. За крај накусо од двајцата, што мислите дека ќе се случува во иднина таму, бидејќи таму па уште поцрно се пишува? Мислам дека со промената на власта во Соединетите Американски држави, надворешната политика не може да се смени преку ноќ, бидејќи ќе останат
тоа тешко оди, бидејќи ќе останат инсталации од претходната власт уште неколку месеци, кои ќе туркаат некои насоки дадени Така, тие од претходната левови, администрација и десно, така да. натаму. Така. Меѓутоа, уште еднаш ќе кажам дека е срам за човештвото. Ете, конјичкиот офицер го спомнуваме многу пати вечерва. Срам е за човештвото што и досега ова се случува и секако дека треба подитно да се најде решение, бидејќи и Обединетите нации се покажува дека се немојкни да... Така, Лигата на да- народите. Девалвирани се скроз, Да, девалвирани, девалвирани, нема да. обединети. Е сега, мислам дека уште Хенри Кисинџер, а и Чоам Номски, Ноам Чомски. Ноам Чомски и Збигнев Бжежински и така натаму имаат прогнозирано дека нема друго решение освен две држави. Значи, Израелска држава и Палестинска држава. Меѓутоа, сега проблемот тоа не е, туку е проблемот колку ќе зафати површина израелската држава. И сега војната се води заради тоа. Так. Да се остават некои енклави кои дури меѓусебно ќе бидат отцепени палестински енклави, за да на крај побараат некое помало парче кај што би се скрасиле сите и би имале некоја своја држава. Тоа се, мислам, крајните цели. Не гледам друга можност. Тоа не е праведно решение, може би, ниту за едните, ниту за другите, меѓутоа, мислам дека све води кон тоа. Формирање на две држави. Така. Дејан? Да, решението е да има две држави, но ниту израелската страна се согласува да има палестинска држава, ниту палестинците со се муслиманите и нивните муслимански браќа се согласуваат да постои еврејска држава. Јас тука малку поцрно гледам и има еден друг проблем, само кратко ќе го кажам, а тоа е Трамп. Имено проблемот кога ќе дојде Трамп на власт ќе биде уште поголем, ќе ги потсетам гледачите, а и вас, дека Трамп го направи она сценарио Ерусалим да биде главен град, а беше Тел Авив. Го подели светот, кој ќе го подржи дипломатското представништво во Ерусалим, кој ќе го остави во Тел Авив. Па така многу држави се најдоа во небрано дали ќе одат по на Трамп политиката или ќе држат својата стара логика да биде Тел Авив. Ќе потсетам, идната Палестина без главен град Ерусалим нема да постои. А ако главен град остане еврејски, нема да може да биде и палестински. Тука гледам голем проблем и мислам дека близината на Нетањаху со Трамп веројатно ќе се оди на едно друго сценарио, а тоа е она што го рековме уште во почетокот, да бидат поразени Хамас и Хезболах и да се направи повторно замрзнат конфликт, но не и независна палестинска држава. Барем така личи. Особено со главниот град, бидејќи кога ќе дојде Трамп 20 јануари, ќе баре од многу држави, па меѓу кои нашите, дипломатските представништва да бидат токму во Ерусалим. Ви благодарам што бевте мои гости. Темата е долга, има уште многу да се зборува, но за жал времето е тоа што е. Се надевам дека ќе се разбуди разумот кај челниците светски заради нас и днината на нашите деца. Ви благодарам уште еднаш што бевте. Благодарам за поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако имајќи преди се што се случува околу нас во светот. Чувајте се многу.